Помина речиси 12 години откако прв пат го посетив руралниот регион Долни Дримкол, каде што ме пречекаа моите долнодримковци, кои ме прошетаа низ непрегледните долнодримковски пасишта, планински и долински предели, ги видов добрините кои ги создала природата, колоритниот сјај на есенската убавина, безпрекорно ткаена во верижните јабланички карормански планински венци, сончевите есенски зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во глобочичкото долнодримковско водно огледало, отсликувајќи ја многовековната печалбарска долнодримковска традиција и ми раскажаа за домајтилакот во селото Безово, за мајсторлакот во Прискупштина, за некогашното полно штрецелов народ во селото Модриш, за свадбите, крештевките во Јабланица, Дренок и Нерези, животните печалбарски патешествија на печалбарите од селото Луково, за се она што е знаено, незнаено во Долнодримковско. Почитувани мои, ете како што вели народот, по 12 години повторно дојдов во Долнодримковско. Овој пат патот ме донесе во Долнодримковското село Вишни, ден пред летната селска слава Вознесение Христово, меѓу народот попозната како Спасовден, по покана на местната заедница од селото Вишни, а предше на сега веќе остарениот Павле Митрески, кој воедно ми беше домајќин и водич низ неговото родно село, селото Вишни. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавени села во Република Македонија, за селото Вишни тргнав рано, мощно е рано, околу 4 саатот, народски кажано, овој пат со моето возило, со стариот руски джип, со камазот, кој речеше 20 и кусур години, ми е верен сопатник, откако малку го оставив, што се вели некој ден и тој да одмори, да се среди, да се подготви за новите патешествија што го чекаат. По речиси 2 и кусур сати, народски кажано, возење по магистралниот пат Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево во правец на Охрид, на речиси 20 километри пред Охрид, по излезот од Ботунската клисура во непосредна близина на Охридскиот аеродром, кај селото Подмолје, стартувајќи десно, возејќи по Струшко Долнодримковската магистрала, чија 10 километарска патна делнича кривулесно се извиваше меѓу ридот Врвалец, Вишенска река и река Сушица, насадувајќи се од пролетната колоритна убавина што природата му ја дарила на овој крај, во раните утнишки сати стасав во Вишни, каде што стуткано, како орловско гнездо, раскошно блескотеше од утринските зраци на јабланичкото сонце. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите. Драги мои, имав две причини. Едната да ги надополнам моите досегашни сознанија за битисувањето на ова село, а другата мештаните да ми ја раскажат приказната за неканонизираната светица Света Спасица, чие празнување се пренесува од колено на колено низ вековите меѓу мештаните од селото Вишни, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Почитувани мои, малку чудно ми беше затоа што во селото Вишни не се чувствуваше она вообичаено селско сенародно празнување. Си веле во себе, каде се луѓето, нели е празник утре?
но додека размислував и одев кон сред селото, за миг мојата мисла ја отргна еден глас кој доаѓаше спроти мене, кој ми велеше: "Добре дојде, Зоране, каде си што те нема? Долго те чекаме да дојдеш и во ова село." Јас тебе добро те познавам, Зоране, од телевизијана. Саде ми те гледам со радост, ги гледам репортажите за нашите села, многу убаво редом ги редиш историографските податоци, затоа што јас по вокација сум историчар и ме задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортаживе се веродостојни, а и ги имам проверено листајќи ги низ моја историографска литература со која располагам. Иначе, моето име е Павле, а презиме Митревски. Ако се сеќаваш кога пред неколку месеци се слушнавме преку телефон, кога начално те поканив еден ден да го посетиш и моево родно село, ми велеше Павле Митревски. Откако за кратко време си се прикажавме, си го почнавме моабетот на долго и на широко за селото Вишни. На самиот почеток на нашето дружење, мојот домаќин Павле Митревски ми напомна да не ме чуди што во селово ја нема во биичаената празнична врева, затоа што празнувањето започнува некаде во предвечерината во нашата селска црква Свети Атанасије, каде што сето село ќе биде во црковниот двор, а во црквата со прикладно богослужение ќе се изврши миросување на моштите на Света Спасица, чии нејзини мошти се чуваат во ковчеже овде во црквава и еднаш во годинава на засловот на Спасовден во црквата покрај свештеникот на богослужението и миросувањето присуствуваат само моми и еден момите го извршува многовековниот верски ритуал, миросувањето на моштите на Света Спасица, ми велеше мојот домаќин Павле Митревски. Се викам Павле Митревски, роден во Вишни 12. октомври 1932 година. Потекнувам од многучедно семејство од истово село. 8 души бе, 2 сестри и 2 брата. Последен сум јас. Меѓу најстарите сега што сме живи, една е во Охрид и јас тука сум. И ја во Охрид живеам. Инаку, селско дете, мачен, чување кози, овци, со тоа се бавевне уште од мали. Тоа ни беше на врста занимање по наредба на родителите. Така беше секаде по селото. Имавме овде многу луѓе, многу овци, многу стока. На школа требаше 41 прво оделение бев. Заврши 41 година со војната, почна и се укина училиштето. До 44 година, 5 година немавме. Не тера албански и веројатно власта наша, селаните, неверојатно, него сигурно не дозволува да се учи на албански јазик. Останавме неписмени. 45 година се оформи прво поче оделение прво до 4 во селово и многу деца бевни. Арно маја не можев да одам, затоа што ги чував козите, имав не 100 кози дома и 20 чував од Вујко Митар под наем ги чував, ги даве мене, по родбинска линија и ги чував. И не одев. Арноман, сите деца ојдоа, 2-3 тројца останавне од моја генерација тука, да чуваме стока. И ни беше тешко, немаше дачина. Есента, 45 година. И јас му викам на родителите, ја ќе си одам, ќе ви напуштам козиве. Не смеш. И еден ден ги оставив, имав на ниви кај изворите Вишенски, Венотрло и сабајлето во 9-10 сатот ојдов кај мајка ми ревело. Ја ќе си ода на школа. Избегав. Бос,
за никаде облечен, без припреми, без ништо и немав на некој алиш. Стигна во Струга. Татко ми помене, го најде директорот, а таму најдов јас и еден учител, прврачен мој од Лабуништа, Петрески, Сретен. И што бараш овде вака и вака? И ме викат кај директорот, сакаш да учи, сакам. Но велят на татко ми директорот се познаваат тие. Од толку деца еден изучил, остај го детево на куќа. Ја немав никакво завршено на четврто деление, ни трето, ни четврто, ни прво. Неписмен, не знаев азбука, не знаев 2 и 2, 4. Ни А, ни Б, не знаев. Ноември е. И ме запиша фалсификат, направи учителов Сретен од овде со печат, од Вишни, дека сум завршил четврто деление. Ја го имам оригиналот, дома сум го сочувал. И почнав да учам, арнома неписмен. Бевне 50-60 деца во петто деление. Во ноември крајот се сеќавам на една приказна Арсланот и Гушецот по македонски јазик. Сотично Тераски беше учител од Струга и на сите му даваат тетрадки со оценки, мене не ми дават. Ја пред сите деца станав, ја зашто не ми даваш? Од кај си ти обитаја? Како си дошол овде, кај ти си неписмен, ништо излези на табла, пиши, как се викаш, Павле, пиши Павле. И јас пишувам, П, како да цртам, А големо средина, В големо, Л, како хиероглифи. А бре, дете, бре, аман, да си сјуш, не си ти за овдека. И ја питам да плачам, на мајка ми покојна, викам, сабота беше дојде во Струга, пазар, ден ја велат, че се врата, не може. Вака и вака, не му оставаше, че те отепа татко ти, немој да идеш. Ја останав и почнав. Некои оценки ми ги поправаа. Тој Сретен враченот имаше пријатели. И некако петто деление го зедов, да речам така, во знак на водници, успешно. Се сеќавам на еден случај по математика Крсе Билјановски од Струга, а беше последните 2-3 дена од јуни месец. Ја не може да сватам како смело му придов во ходникот во Струга во училиште, кој ден денес постои по училиште кај Дримон. Професоре му викам, наставниче, јас сум тој. Да ме молам математика, да ми дајте прелазна, истото ќе не може да научам. А в година, во 6-то деление, ако не знам да му борите. Па ше викаш да ти покажувам. Ај гледи, влегувам, а така имаше што не знае и други, печас деца. Доктуку мојот домаќин Павле Митрески започна да ми раскажува една од многуте приказни за неговото родно село, околу нас се собраа и други мештани од ова село, кои налик на она што претходно ми го кажа Павле и тие ми велеа. Редно е и ти да си дојдиш дома. Ајде со нас, наши сме, како нашите ја сапиме, како домороден да си во селово. Секаде ќе те прошетаме, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домајкини сме, како по старо време, така и до ден денешен, кај нас овде во Вишни, било за Спасовден, било за Великден, Илинден, за нашата селска слава, ми велеа моите домајкини од селото Вишни.
Почитувани мои, пред да ја проследите приказната за пригодната празнична прослава што ја организираа мештаните до ова населено место во чест на нивниот патронин празник, Вознесението Христово и неканонизираната светица, Света Спасица, предлагам претходно да ги проследите многуте приказни за селото Вишни, што ми ги раскажа Павле Митрески. Јас сум како историчар документалист и познат по тоа во Македонија. Ниедно дело, 15 книги имам објавено, ниедно дело не сум го пишувал од рекла казала, све документирано, бидејќи историските архиви од Охрид па до Загреб, до Лјубљана, ја убаво ги познавав, ги научив, кај имам материјали што се интересни за Македонија, посебно за овај крај. За селото мое се разбира, собирав доста материјал кај ќе најдев и си одвајав. Си реков еден ден ќе дојди нешто да напишам. 15 години собирав. И ден денес понавика кај ќе најдам ги собирам тие материјали. Најдов доста материјали за селово, нарочито во 19 и 20 век. Селото Вишни е денствен природен рај. Селото Вишни е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на моево село му даваа посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Минатото и сегашноста на Вишни е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опад на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на вишинскиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени за превозот на времето. Интересна работа и на Вакуф нама издадена од султанот на Охридскиот бег, кој е владетел во ова околија, присвојува ниви и села во Струшкото поле и одредува граници 1491 година. Тие граници што ги одредува ги пишува и за селово Вишни. Во него пишува покрај другото. Почнува граница од денешен мост кај Долна Белица, кај реката Беличка река, излегува на граница денешна со Албанија, кај местото Чртвец, во планинскиот дел Кокакол, но тоа е северна страна. Оди према исток кај Бабуш, денес за Грачани, брдото Бабуш, таму се наоѓа едно црквуче, се вика Свети Спас. Со години таму постоја камења од то црквиче и гранично. Продолжува кај патот стар пат, кај место за Радолишки трап. Према Радолишта излегува преку тој трап кај едно место се вика горе према денешна албанска граница Чртвец. А Вишни состени села се од запад Радолишта, исток за Грачани, север Октиси и Горна Белица и Долна Белица. А од албанска страна имаме Рајца, има Шкумба, реката Шкумба.
Селово тешко може да се одреди од кога постои. Материјалите кои што ги има во селово не се истражувани археолошки ништо. Неće да го сторат тоа археолозите, ја мислам од две причини. Едната е, имам сознание историско, од Виктор Григориевич пишува, рускиот патописец, па и други научни работници, дека Свети Климент се наоѓа првата постојбина му е во Горна Белица. На местото кај што врви еден крак, патот Вија Егнација. Јас таа црква и одаите околу Острана ги помнам многу убаво. Беше од бигор правена, делкани камења, да тле милина внатре. И растурие и е нема. Јас тврдам и други дека првата постојбина е таму. Охридските научници, македонски други, неće да вршат ископини. Ние имаме една црквиче Свети Климент. 4 темели се изградени, ќе појдиме да видиме тоа и ќе ви кажам поче на лице место. Сакам да речам дека луѓе живееле овдека и пред аварите, илирите, бршјаците, првите селски населби, првите места што имат се викат стари куќи и едно место градиште. Пошто ја одев Совци, во градиште кај што работе луѓето во една нива од Вујкови трпо, че оре таму и наоѓавме џерамиди. И печени џерамиди. Исто во стари куќи, 1941 година, дедо ми ораше со волоите и ме викна мене да му сеам ченка. И ева внучко, овде биле куќите, гледај, и изваѓаше џерамиди. И остави ќе го видиме и то место, ќе го кажа каде е. Ова црквиче одека како му е името? Свети Никола. Така? Која година е вообновено сега? Пред 15 години. Пред 15 години. Каде се наоѓала првичната црква? Еве, тука горе. Така? И ѕидините уште постојат. Така? Таа црква беше овој правец. Помала од ова. Не, оволка беше толку. Така. Имаше и фрески во таа црква. А овдека во ова близина на црквава луѓето врвеле за нагоре, надолу, бидејќи патот оди за Горна Белица. Селото Вишни илјадници години зрачи на целиот негов простор, како на дел од животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијајците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалитите, еордеците, едонистите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на Древна Македонија, како дел од македонската класка династија на Аргиадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија е основачна Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвото црковни повелби и житија, кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комутополи Арон, Давид, Мојше и Самоил,
посебно за време на владењето на македонскиот владетел цар Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 година, како дел во црковните записи на византиските цареви, царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеал од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеал од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеал со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Негдека имаме околу 120 фамилии во селово. Тие постоеа до 45-та година, до 50-та година, кога почна со за другите беа уништувачки фактор на селата во Македонија, меѓу кои и во Вишни. Народот влезе во задруга силом прилика, а гледате овдека е планинско место. Само кози и овци, друго тешко можеше да се живее. И почна да одат, бидејќи сме печалбарско население, се занимаваат со градење на градежни објекти, нарочито фасади и зидање. Обстојувањето на селото Вишни е забележено и во отоманскиот пописен Тапи Тефтер број 8 од 1440 година, за времето на владењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот беглер Беглус, со чиј атор раководеле Амет Балабан бег и Сари Мула бег, во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година. Ова село исто така е запишено и во пописниот дефтер од 1562 година, каде што дел од атарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а преостанатиот дел од атарот на вакуфот на Устрев Ага и на вакуфот на Демо Ага, во чии вакуфи живееле 70 домаќинства сите рисјани. Селото Вишни е забележено и во отоманските пописни дефтери од 1565 година, а во отоманскиот дефтер од 1570 година е запишено дека купниот данок кој селото го плаќало изнесувал 1380 акчина, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, данок од јашмен 1 муд, овес и рж и од улишта 98 акчиња, а од ушур од овоше 30 акчиња, додека пак во пописниот дефтер од 1582 година е забележено дека селото броело 74 рисјански домаќинства, а припаѓало на Охридската каза. Во втората половина на 70 век селото му припаѓало на тимарот Адем Паша, чии негови неколку чиплици ги раководеле Дозан Ага, Кара Мустафа бек, Абдул Ага, Сейди бек, Јолдаш бек, Назиф Ахмед бек. Во ова време во селото живееле 74 рисјански домаќинства. Според отоманскиот попис од 1867 година, селото броело 80 рисјански домаќинства и 10 мухамедански. Пред крајот на турското владење, собственици на чифлиците во селото биле Хаджи Шукри бек,
Адилбек, Исмаил Казас ага, Тевдибек, Аджи Абдулабек и Аджи Рауфбек. Овие чифли сајби изградиле неколку кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чифчиите кои работеле на чифлизите на претходно споменатите бегови. Дека ова село на овие простори постојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патријаршија 1394 и 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Крнчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во селото имало 620 жители. Според историографскиот запис на езархискиот секретар Димитар Мишев, во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото броело 640 жители. Дека селото Вишни на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи доктор Јован Трифуновски во неговиот труд Селските населби во Деварски Дримкол, издаден во Белград 1979 година, за селото го забележал следното. Селото се наоѓа во областа Деварски Дримкол, сместено на јужните падини на Јабланица. Куќите на ова село се сместени помеѓу низиското земјиште на запад и по високото планинско земјиште на исток. На пониското земјиште се наоѓа плодна почва, погодна за жито, додека на повисокото земјиште има шуми и пасишта. Натарот на селото Вишни постојат старини со карактеристични топоними, како што се Стари куќи, во непосредна близина на црквата Света Петка, Мезра, во чија близина се наоѓаат црквите Свети Кримен, Свети Враче и Вравалец, каде што и денес се видливи остатоци од џидини и гробови. Јован Трифуновски во својот научен труд селата во Деварски Дримкол ги забележал и најстарите семени лози, и тоа и Јанковци, Митревци, Ѓорговци, Волчевци, Трајковци, Шапевци, Кумаровци, Прлевци, Карушевци, Таштановци, Петковци, Брковци, Николовци, Тодоровци, Лечевци и Волчевци. Дека селото Вишни на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ, публикацијата материјали за изучување на Македонија, напишана од македонскиот револуционер Ѓорче Петров, издадена во Софија во 1896 година, каде што во оваа публикација има доста податоци и за селото Вишни, каде што пишува: селото се наоѓа на 60 минути пешки одење северно-западно струга. Селото е средно по големина и богато село. Луѓето се многу вредни и мирољубиви, како и сите селани во областа. Близу до селото се наоѓа местноста Свети Спас. Високо во пештерата се наоѓа црквата Свети Спас, каде што постојат остатоци на мала црквичка со конаци кои зборуваат дека овде порано постоеле развиени форми на монашки живот, монашничко училиште и препишувачка школа на вредни црковни книги. Според податоците од 1870 година, селото се нарекувало Вишени и имало 74 домаќинства со 220 христијани и 52 жители мухамеданци. Во 19. век Вишни било село во Охридската каза на Отоманското царство.
Најстара ја сметаме Свети Климент, Света Врача, Света Петка, кои се наоѓаат во место кај што била првата населба Стари куќи. Другите цркви се Свети Никола, кај што се наоѓаат некогашна населба Градиште. Над Градиште е и црква, пештерска црква Свети Спас. Таа црква Свети Спас е градена крајот на 14. почеток на 15. век. Затоа имаме документи и научно утврдено и пишувано од повеќе научни работници. Втората половина на 18. век завишни е период на обновување на селото, испразнето со опустошењето на турскиот башибозук, кој броел околу 200 души, чие нивно уништување го извршил аскерот под војство на Дозанага, Кара Мустафа бек, Абдулага, Сейдин бек, Јолдаш бек и Назис Ахмед бек, додека пак Хаджи Шукри бек, Адил бек и Исмил Казасага, Тевди бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рауф бек им ги донеле ферманите и одобренијата на селаните на селото Вишни од султанот за реобнова на разрушените цркви Света Петка, Свети Климент, Свети Врача, додека пак црквата Свети Атанаси е возновена во 40-тите години на 19. век со одобрение на цариградскиот патриарх Милети, кое датира од 1845 година, а под наредба на цариградскиот патриарх осветена е во 1847 година од Охридско-Преспанскиот митрополит Дионисий на 3 април, а цариградскиот патриарх донирал 15 гроша. Во 1846 година е изработен иконостасот, а според некои црковни записи, прв поп кој служил во црквите во селото Вишни бил попот Лазар, родом од селото Подгорци, а по него од 1889 година, па се до 1936 година богослужувал попот Христон. Селото Вишни уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат вишенци. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1849 година во црквата Свети Атанаси, а наставата се изведувала на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи, прв учител бил попот Јоанија Миладинов од семејниот род на браќата Миладинови. Во учебната 1900 до 1902 година во Вишни учествувал попот Лазар, а за време на неговото учителствување е формиран огранок на ЦМОР прв во оваа регија. Во селото учители биле и Стојан Димитриевиќ, родом од Берчани, Боривој Аристич, Погоје Савич, Љубица Сављевиќ, Атанас Лазаревиќ, Крсто Трбусич, Даме Лазаревиќ и многу други. Началник на движењето на ВМРО, да речем така, бил учителот Анасас Лазаревски, син на Лазара од Подгорци. Јас него го помнам кога дете, умре 41 година, бидејќи бев некомши, на стари години така седеше покрај рекичката, тука кај куќата, ќе треба да ја снимиме, куќата уште постои. Жената моја потекнува од неговата фамилија, од син негов. Имаше тој и скривница. Анастас чуваше многу документи, книги, стари црковни. Меѓутоа, неуки луѓе со хартијата, сирење, пиперки, полнеа за со планина да одат наполе и не остана ништо од тие книги.
Јас се сеќавам на тие книги, меѓутоа, ојда, не е само тука, туку и во други села такви појави имаме. Во подалечното минато, мештаните од селото Вишни учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманско владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во селото Вишни се родени македонските револуционери и илинденци. Војводата дедо Мишо Ѓоршев, неговиот син Матеј Ѓоршев, Христој Ставре Кренков, Тане Ѓоргов, Мојсо Лајчалин, Секула Павле, Попот Христон, Јаким Алулов и Јонче Трајков. Мишо ми е мене пра дедо, од таа фамилија су јас. Морам да кажам нешто повеќе за него, бидејќи тој е еден од најборбените вишенци и во одржување на селото од напади на разни луѓе од страна, меѓу кои се од суседните села и од Албанија. Дедо Мишо има доста и непријатели. Висок еден крупен човек, ја имам слика во книгата моја за него. Членува во црковните одбори во Охридско. Него го земат за чувар многу војводи, бидејќи представува страх и трепет и е познат во тој смисол. Неговиот син Мате го имат ликвидирано по барање за пари, еден албанец од Струга во ѓавато кај мостот го отепуват 900 година. Од тога уште повеќе станува борец против непријателите. Умира, да не заборам да кажам, на 100 години, 1928 година. Имам документ. Во 904 година, после 903 година, нели настана пат на илинденското востание, тие што беа верни на народот и учесници во илинденското востание, меѓу кои Христо Зунов, Петар Чауле од Охрид, по селава одат лево, десно, кај ќе најдат да живеат, да обстанат долго време. 904 година Христо Зунов успева преку врска од дебарските села да дојдит во Вишни. Бара да се сретни, да појдит кај началникот на ВМРО Анастас. Тој бил доста и учесник во поедини борби во Ревчани, во други краишта. И тука спал 4 дена. Имам документ за тоа. Исто така селото не го избегнуваат воените действија како од првата, така и втората Балканска војна, така и од првата светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски рекиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое е било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината, а на ударот за слобода на македонскиот народ и за создавање на македонска држава во народно-ослободителната борба, своите животи ги положија Борис Волчевски, Љубе Симоновски и Никола Цветковски. Македонците од овде имат учествувано во балканските војни и силом прилика и милом, зависи од ситуација. Во тие војни што учествувале, јас имам за 912-13 година
список. Ja imam napisano original, najdeno, dokumenti, da gi spomnam samo. Blažev Filip, 18 godini, drvodelec. Vasilev Atanas, 33 godini, zidar. Dimitrov Vladimir, Dimitrov Naum, 40 godišnji, zidar, pismen čovek. Dimitar Hristov, 37 godina, zidar. Eftimov Hristov, 23 godini. Klimov Dimitar, Kostov Janko. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Вишни за нивната летна слава Спасовден, а посебно на чествувањето на неканонизираната светица, Света Спасица, чие празнување со векови се пренесува пред се меѓу младата женска популација во ова село, од колено на колено, од генерација на генерација, и јас да бидам дел од ова празнување. Почитувани мои, предлагам дел од ова духовно богослужение да последите во продолжение на ова репортажа. Да се помолиме на Господа. Сите вишенци, каде и да се, наоѓаат да дојдат во одредени датуми, славни, верски, меѓу кои се Свети Јован Крстител, Божик, Спасов ден посебно, Велик ден и луѓето доваѓа. Верувајте ми, овдека во тие празнични денови народ вриеше, се пееше, се играше, ора имаше, нарочито за Спасовден се собира, ќе зборниме друга прилика, се собира недека 2000 души, 3 јаганца, по 150-200 јаганца се пече на ржан. И товака на лице место пред Пештерската црква Свети Спас, која се наоѓа по една прекрасна долина, ќе видиме да ја снимиме. Навистина се радува што и јас бев дел од старите адети и обичаи кои мештаните од ова село ги негуваат и речиси ништо не измениле од народниот ритуал, поточно кажано, како што било неговаш, така и сега. Почитувани мои, како мештаните од селото Вишни го празнуваа христијанскиот православен празник, Христовото вознесение, а посебно на чествувањето на неканонизираната светица, Света Спасица, ќе ви пренесам во наредната документарна репортажа.